Напиши ја равенката на правата која минува низ точката А со координати минус 3 и 2, а со позитивниот дел на х оската образува агол алфа од 150 степени. Значи, тангенс од 150 степени ќе биде коефициентот на правецот. Тангенс од 150 ќе го побараме како 90 плюс 60. Ради 90 степени тангенсот ќе премине во котангенс од 60. Аголот од 150 степени е во вториот квадрант. Тангенс во вториот квадрант е со негативен знак, па ќе добиеме дека е минус котангенс од 60 е корен од 3 врз 3. Равенката на правата низ една точка е y минус y1 еднакво на k по x минус x1, каде што x1 и y1 се координатите од дадената точка. Y минус 2 ќе биде коефициентот, веќе го најдовме, минус корен 3 врз 3, по x минус и x е минус 3 со овој минус ќе биде плюс, од каде следува дека y ќе биде минус корен 3 врз 3 по x, тоа е овој дел помножен, минус по плюс е минус, 3 со 3 ќе се скрати, ќе остане минус корен од 3 и ова минус 2 кога ќе помине на десна страна ќе биде плюс 2. Коефициентот на правецот е минус корен 3 врз 3, а одсечокот на y оска е минус корен од 3 плюс 2. Со тоа ја добивме равенка на права која минува низ точката А со координати минус 3 и 2, а со позитивниот дел на х оска образува агол од 150 степени. Да заклучиме. Равенката y еднакво на kx плюс n велиме дека е експлицитен вид на равенка на права, а равенката y минус y1 еднакво на k по x минус x1 е равенка на права што минува низ дадена точка А со координати x1 и y1. Да го одредиме аголот што правата го образува со позитивната насока на х оска, како и одсечката што таа права ја одсекува на координатната оска. Овдека гледаме дека коефициент на правецот што стои пред x е 1 врз корен од 3, а слободниот член n е 3 врз корен од 3. Значи, оваа права y оска ја сече во позитивен дел на y оска во точката 3 врз корен 3 или после рационализација. Ако помножиме и горе и доле со корен од 3, добиваме дека тоа е 3 по корен 3 врз корен 3 по корен 3, нели корен од 3 на квадрат, односно корен од 9, а корен од 9 е 3, па ќе се скрати и добиваме дека одсечокот на y оска е корен од 3. По рационализацијата и на коефициентот на правецот со корен 3 и корен 3 горе и долу, добиваме дека тангенс од алфа е корен 3 врз 3, па алфа ќе биде 60 степени, односно аголот што оваа права ја затвара со позитивниот, што го затвара со позитивниот дел на х оска е 60 степени. Во задачата под Б, бидејќи y е еднакво на минус 7, коефициентот на правецот е 0, бидејќи ова може да го запишеме како 0 по x минус 7, а тоа е тангенс од алфа, од каде би заклучили дека аголот алфа е 0 степени или 180 степени, односно дека правата е паралелна со х оска, а одсечокот на y оска е минус 7. Конечно, под В задачата дадена е права x еднакво на 3, која што е вертикална права и таа права поминува низ бројот 3 на х оска и е вертикална права, односно паралелна со y оската, па така да може веднаш да заклучиме дека аголот што го заклапа
односно што го затвара со позитивната x-оска е 90 степени, а одсечокот n не постои затоа што воопшто правата не ја сече y-оската. И како за крај, имаме понудено за дома 8 задачи кои што се врзани со експлицитен вид на равенка на права и равенка на права низ една точка. Ви посакувам пријатна работа во проверување на вашето стекнато знаење од ова предавање со тоа што ќе се обидете да ги решите овие 8 задачи.